Дали купувате подароци за 8 март? Да. Па ќе купиме на најблиските за мајка, баба, што не се поблиските, да. Купувам, да. Да, на најблиските само, на мајка ми и на тетка ми. И веќе имам купено 2 срценца. Да, Што најчесто купувате и за кога? цвеќе или парфеми, да. Па цвеќе или не знам, новчаник, ташто нешто така. Па на мајка ми се и купи во просек силно што и треба во секојдневното живење, да кажам, купи помекшивач, шупалица, фарба, некои такви секојдневни работи женски што се потребни. Па може символично некој цвеќе, убав букет. Цвеќе за припадничките на понежниот пол кои што се поблиски до мене. Без разлика дали станува збор за членови на семејството, за колешки, пријателки и така натаму. Па за внука ми и сега за една девика што беше тука пред малку. Па за блиски што ми се пријатни, да, или родни. За кого најчесто купувате За подароци? мајка ми, за сестра ми, за снаа ми, за сакрва ми, така. И за учителките у градинка. Кога веќе ги спомнавте учителките, би сакала да ве прашам што мислите до која цена би било во ред да биде подарокот за учителките и наставничките? Слушај, тоа го дискутиравме исто и во групата, секој требаше да собираме пари. Не можам да го одговорам тоа што тоа е релевантно, сите имаат различни мислења. Било каков и да е подарок, и било кој да е цената, сепак е подарок и одвоено и од срце купено, така да мислам дека цената не треба да игра главна улога во тоа.